Политичката криза и шпекулациите за падот на денарот во последните година две значително ја намалија штедачката мук на граѓаните. Меѓутоа, најдрастичното намалување е последица на намалениот стандард на населението и се поскапите трошоци за живот. Кочанчани велат дека парите не им стигнуваат да врзат први со први во месецот, а камоли да тргнат некој денар на страна. Нема што да штедеме, нема што толку да заработиме па да штедеме. Ние земјоделие работиме и така у земјоделието нема ништо. Само улагаме, а добивка ништо. Па нема што да штедеме, со социјална помош не се штеди. Мали пензии, нема шанса. Сепак штедењето е стара добра навика на кочанчани, кој секој вонреден приход го става на страна за да му се најде кога е најпотребно. Штедливи се вработените, земјоделците и сите други кои знаат да намалат од секојдневните трошоци за да остават нешто за во банка. Сепак кога ќе се направи споредба во сегашни услови, подобри штедачи се повозрастните кои не се расфрлаат по разноразни помалку потребни работи. Од друга страна, помладите логично штедливоста ја оставаат за подоцна, бидејќи ограничените средства што ги заработуваат ги трошат без многу размислување. Тие како да живеат со девизата "Твои пари се само потрошените". Банките со реални ниски каматни стапки дополнително влијаат за помало штедење, бидејќи тоа практично е неисплатливо. Затоа ги доведуваат во ситуација да штедат само оние кои имаат вишок на пари и не знаат што со нив.